Почитувани, Христијан Мицкоски и ВМРО ОКГ повторно се обидуваат да ја излажат јавноста. Овој пат преку изборниот законник и прашањето за гласањето на дијаспората. Ние од СДСМ сме јасни. Дијаспората има право да гласа. Тоа право го имала и досега и дијаспората гласа со постојниот модел. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Зошто во Македонија граѓаните гласаат со отпечаток од прст, спреј, идентификација и строги контроли, а за дијаспората се предлага електронско гласање без никаква реална контрола? Дали тоа е демократски? И дали тоа е фер? Мицкоски знае многу добро зошто го турка ова решение. ВМРО ОКГ има историја на кражба на избори. Пред 10 години видовме како се крадеа гласови, како се организираа паралелни структури и како се користеа сите можни механизми за манипулација. За нив кражбата на пари и кражбата на гласови е исто и во едниот и во другиот случај станува збор за криминал. Сега кога веќе не им поминуваат лажните афери и дефокуси, се обидуваат преку изборниот законник да си обезбедат нов механизам за манипулација. Електронското гласање без контрола или гласањето преку пошта без соодветни гаранции е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Тие свесно го блокираат процесот за да можат да кажат дека опозицијата не дозволува, а вистината е дека тие не сакаат Европска Унија. Затоа што Европска Унија значи независно судство, европско обвинителство и крај на неказнивоста. А токму тоа Мицкоски и неговата банда најмногу ги плаши. Затоа и го влечат ова прашање. Затоа и не сакаат вистински консензус. Затоа и продолжуваат со манипулациите. СДСМ нема да дозволи изборен грабеж, ниту со електронско гласање, ниту со гласање преку пошта без контрола. Нема да дозволиме некој да гласа наместо другите, ниту во Македонија, ниту од дијаспората. Ке продолжиме да се бориме за фери демократски избори, за реформи и за Европска Македонија. Се друго е само продолжение на истата стара игра, игра на изолација, манипулација и заштита на криминалот. Ви благодарам.